Денес е сабота, 22 мај 2004 година. Точно 71 година и 21 ден од денот кога жителите на селото Горица во Мала Преспа, Република Албанија, нашите татковци и мајки, дедовци и баби, под невидим притисок на тогашните власти на Кралството Албанија, ги оставија вековните огништа и гробовите на своите најмили, со болка во градите, солзи во очите и огромен гнев во душите, се упатија кон границата кај селото Стење во најголемата неизвестност. По тој повод, Организациониот одбор на Горичките средби денес ја организира првата групна посета на Горица и другите села во Мала Преспа. Караванот од еден современ автобус, комби и неколку патнички возила утрово од 5 часот тргна од Скопје и преку Неготино, Кавадарци и Битола, постепено полнејќи се го прави првиот одмор на чешмата на Петва. И еве не во Мала Преспа. Најголемиот број од нас запртат. Автобусот не можеше да го продолжи патот до селото Горица, па се упативме пеш со комбито и со автомобили. Првиот впечаток е разочарувачки. Најпрво да пречекаа бункерите на Енвер Хоџа, исечената шума, примитивниот пат и импровизираните објекти крај него.
Еве ја и камбаната, чие биење било последното што го слушнале прогонетите пред да ја остават Горица за секогаш. Овде се истолетните буки и дабови за кои ни раскажуваа нашите татковци и мајки. Запаливме свети, некои ги побараа гробовите на своите, но годините кои изминале ги скриле од погледот на живите. Од плетеинците на нашите дедовци ни трага. Школото е ново, на местото на старото, каде нашите татковци учеле на грцки јазик. Орото и песната е неодмилливиот декор која карактеризира етничката припадност на жителите.
Во школото се одржа официјалниот дел од средбата. Господинот Нико Миле, председател на секцијата на Друштвото Преспа во градот Корча, Ефтин Митревски, кој е председател на заедницата на македонците во Албанија, а Фоте Никола е уредник на македонски јазик во градот Корча. Сега, тоа што реков, му давам збор на вашиот председател на одборот, Насте Спасевски. Еве една голема благодарност на господинот Едмонд и како што рече и самиот дека ние успеавме да се договориме за оваа средба, а ние ја договоривме оваа средба на нашата прва средба 70 години од иселениците од Горна Горица. Тамо се договоривме дека ќе организираме една ваква средба, ќе посетиме Горна Горица, Долна Горица, ако има време и другите населени места во Мала Преспа, и тоа го чиниме. Ние се договоривме организациониот одбор да ова биде традиција. Собирањето наше ќе биде секоја година, а исто така и посетата ќе биде еднаш годишно и повеќе ќе разговараме за сите проблеми кои се јавуваат во Мала Преспа, посебно во Горна Горица, сигурно и на другите населени места. Вие видовте овде кога поминавте со какви проблеми они се соочуваат. Видовте дека инфраструктурата им е многу ниска, но сигурно дека ќе и ние помагаме да таа се едноставно дојде до една точка која што може да биде издржлива. Мислам дека оваа средба ќе биде прва сега, а понатаму сигурно дека ќе се гледаме многу често. Сега имаме воспоставено веќе контакти со одговорните во Мала Преспа. Јас имам разговарано и со повеќе луѓе, сигурно дека и вие имате разговарано. И сега ние некои скромни подароци што овдека сега носиме само да искажеме на наша благодарност. Донесове повеќе литература, ни помогнаа повеќе организација, а исто така и ние самостално некои кои што имаат и книги издадено. Посебно сакам да истакнам книгата издадена од Милан и Стојан. Таа ќе биде подарена тука, кај што исклучиво се зборува за Горна Горица. Таа ќе добијат, а исто така сигурно за книгата повеќе ќе слушните од авторите. Таа книга е промовирана на првата наша средба, кога ја славевме 70 годишнината од иселениците. Исто така има и други книги кои се интересни за ова подрачје, за да се запознаат со нашата република. Тука имаме подарено и доста друга литература. Јас имам своја книга исто напишана и ја подарувам овде во чест нивна, за да можат да го унапредат и што се вика заштитата на животната средина, што е многу битен елемент и многу е важно што ние подаруваме и песни за да не се забораат во овој крај, по 300 македонски песни, а исто така и да се посетиме на сите манастири и цркви во Република Македонија. Еве, јас сега му давам збор и на господинот Милан Наумов, кој што ќе каже нешто и за оваа наша многу важна книга која ќе даде со посвета на Горна Горица.